Денес, после 4 години управување со локалната самоуправа од страна на Борис Георгиевски и неговиот тим, развојот на општината го има само во неговото скапо рекламирање на социјалните мрежи. Неговата програма за живот го однесе животот, а донесе севкупна стагнација и уназадување. Ги нема ветените градинки во Керамидница, Сингелич и Инџиково. Абер нема од изградба на гасификацијата во општината. Го нема ниту основното училиште Крсте Мисирков во Ченто и уште безброј лажни ветувања. Има многу факти и бројки кои недвосмислено го потврдуваат она што го говорам. Затоа го разбирам бегањето на градоначалникот од СДСМ и нивните локални функционери од средби со урбаните и месните заедници, затоа што ќе се соочат со револтот поради неисполнетите ветувања и аферите кои ги оставаат позади себе. Борис Георгиевски се среќава само со партиското членство, чии потреби му беа приоритет за разлика од потребите на останатите граѓани. Почитувани, како кандидат од ВМРО ДПМН, ја разбирам и мојата одговорност пред граѓаните кои очекуваат искрен пристап, реални и остварливи проекти и партнерство. Она што прво можам да го ветам е достапноста и отвореноста кон нив, затоа што тие се оние кои ја даваат довербата за остварување на проекти за општо добро. Како кандидат за градоначалник, ја уверувам јавноста во Газибава дека имам лична визија и план како да ја развиеме општината на сите полиња. Тоа може да го постигнеме со стручен и одбран тим, квалитетен состав во Советот и секако со поддршка од граѓаните. Мојата замисла е да се допре до секој човек, што представува темел на мојата стратегија за развој на општината. Ќе ги решам следните проблеми на граѓаните и цврсто стојам позади овие мои ветувања, бидејќи тоа се проблеми кои се таложат низ годините. Ќе ги решам проблемите со водоснабдувањето во месните заедници Раштак, Страчинци и Брњарци. Ќе реализираме проширување на постојните и изградба на нови фекални канализациони системи во руралните населени места. Проширување на постојните капацитети за згрижување на деца од предучилишна возраст, како и изградба на нови детски градинки. И сакам од оваа говорница јавно да најавам најмалку 3 нови детски градинки во Газибава. Подобрување на патната и сообраќајната инфраструктура низ цела Газибава. Вложување во спортскиот живот преку изградба на нови спортски објекти низ цела Газибава. На местото на депонијата Вардариште ќе изградиме нов спортско-рекреативен центар. Изградба на нови спортско-рекреативни комплекси во Хиподром, Автокоманда и Црешево. Изградба на нова поликлиника во Автокоманда. Ова е тоа што го чекаме со години и децении и јас ви уверувам дека ова ќе биде мој приоритет во следните години. Комплетна реконструкција на домовите за култура во Колонија и Ченто. Ова се само дел од моите планови, кои во соработка со вас ќе ги реализираме, а наскоро ќе имате можност да видите и целата програма. Почитувани, граѓаните од општина Газибава со нетрпение ги очекуваат локалните избори во октомври, со кои ќе се стави крај на криминалното владење на Социјалдемократскиот сојуз со нашата општина. Без разлика на партиската, националната и било каква друга припадност, ние сите заедно ќе ја развиеме општината. Ова е наша обврска и ќе го направиме. Време повеќе за чекање не остана. Можеме и мораме да направиме Газибава гордост на градот Скопје.